сте во новото издание на емисијата Скопје але але. И во неа голема чест и задоволство мое, а се надевам и ваше, да слушнеме дел само од скопските приказни на нашиот Ѓоко Хаџиевски. Господине Хаџиевски, ви благодарам прво на присуството и на можноста да раскажеме некои вакви приказни во единствената емисија за Скопје. Како сте? Ви благодарам и вам за поканата и со задоволство секојаш доаѓам и во Телма и кај вас. Така е, да. По неколку пати веќе. Така е, да. Во различни емисии. Така е. Сега да се подсетиме на дел од приказната ми раскажавте пред да почнеме, нели, да се вклучат камерите, па да ни раскажете како вам ви беше првото чувство на доаѓање во Скопје. Ајде, кажете ми која година беше? Значи, јас сум доаѓал во Скопје уште како малечок, 10 години, 11 години, тоа се 60-тите години. Иначе сум јас 55-та роден. Чичко ми на татко ми брат, кој што живее во Тафталиџе, живеат уште стрина ми и првиот мој браточет, фамилијата цела се таму. И се сеќавам на многу детали кога доаѓа во Скопје, значи кога влегува во Скопје беше тоа како да сум во Њујорк. Нормално, пошто јас сум од Резен и Скопје секојаш се гледа, поготово за помал некој дечко, се гледа тоа детеце, се гледа огромен, велеград. Се сеќавам на многу детали, се сеќавам на другарчиња кои што се дружев во периодот додека доаѓав таму, во комшиите. И покасно, значи 74 година некаде, доаѓам јас на 74-75 на факултет на архитектура како студент, пошто завршив средно архитектонско во Струга и дојдов во Скопје на факултет и сместен бе во студентската населба Педагошка академија преку Ѓорги Димитров, нецел километар во близина на фамилијата на Чичкови. Ќе кажем интересна работа една која што во меѓувреме нормално ќе ја пополниме со многу детали и други. Во еден момент играв фудбал тогаш во Балкан во Чаир и кога излегувам таму од бараките каде што живеев првата година и одам на кај Партизанска со автобус додам на Чаир и си викам во себе како е да имаш стан тука во Скопје да живееш. Тогаш бев јас 19 години. И викам како многу луѓе купуваат од провинција станови во Скопје и како би било невозможно да и јас живеам тука. И замислете 91 година дојдов како тренер на Вардар од Битола и 93 година купив стан точно на местото каде што си го замислив тоа, каде што го посакав. Се сеќавам точно сликата пред мене, имаше тараби, некој тука катастар е преку улица. Педагошка беше заградена со некои тараби така и на излезот тогаш кога си го посакав тоа и ми се оствари, значи ете некои такви моменти ме врзуваат со Скопје, а поготово за тој дел Карпош. Така е, да. Освен Карпош, што друго ви се допаѓа во Скопје? Кој е дело, да речеме, што вам лично некако ви буди драги спомени? Веројатно цело Скопје, ама веројатно некои делови од него се. Нормално. Јас ги знам сите делови на Скопје многу добро, и Ѓорче, и автокоманда, и аеродром, и Лисиче, и Драчево, и не знам, и ваму Жданец, Кисела вода, така надаму. Значи ги знам сите делови, сум доаѓал и кај пријатели, кај другари. Меѓутоа, во главном, јас сум се движел околу Центар и Карпош. Значи, ако направам главна асоциација на Скопје, мене ми е Пелистер, центарот. Пелистер. Значи, крајот на 70-тите години некаде, почетокот на 80-тите години, беше така интересно, повеќето фудбалери, во Скопје имаше доста фудбалски клубови, многу фудбалери, и се собиравме пред Пелистер, имаше големи дабови таму, под сенки, од 11 до 2 обично, тука се гледавме сите, во Пелистер терасата работеше и тогаш, меѓу другото,
еден од одлучувачките моменти за спојувањето мое со Тања беше седнување исто таму во Пелистер, да. Иако се видовме прв пат на друго место, а меѓутоа таму беше она првото искачање. Така. Не договорено, меѓутоа таму случајна средба. Таа беше со внука нејзина беше таму и ние веќе се знаевме отворено и таму седнав и од таму почнаа работите многу некако посериозни, меѓутоа целта ми беше да кажам дека тој дел беше многу популарен во Скопје. Значи преку патот тука беше Кенан Корзото, каде што нема Скопјанец постар некој кој што не го памти Скопје, беше полно со народ во тој дел, каде што може да замислите 30.000 студенти во Скопје од цела Македонија и сите издегуваат тука. Сега јас, значи улица Македонија, центарот, трговски центар со жена парк кој што беше најмодерен трговски центар. Мене ми е, не знам, и во ваква сустава ми буди многу добри спомени, да. И на сите ние кои што сме ги доживееле тие години, 70-тите, 80-тите, сигурно дека ни буди многу убави сеќавања, издегувања, имаше популарни ресторани, популарни кафичи. Меѓу другото и првиот драгстор во Скопје беше на приземје долу. Добро, во ГТЦ? Во ГТЦ. Добро. Значи, каде што кој ќе влезеш во трговски центар, банкоматите тука и ова наплата електродистрибуција. Така. Значи, првиот дуќан од десната страна беше драгстор. Добро, и тој работеше 24 сати и ние сме доаѓале од педагошка академија, имаше и автобуси, али пешки сме доаѓале до драгстор, зашто што студентите обично седат подоцна седат и ќе огледниш, па нема каде, само таму работи, па ајде. Сега меѓу другото кога го спомнам ова ќе кажам уште дека една од тие, не знам точно која година, беше 70-тите години, Партизанска беше еден цел месец замрзната. Цел месец беше замрзната. Зимите беа јаки. Значи имаше стварно, може да мислите еден цел месец да не се појави сонце. И сеќам кога одевме по Партизанска, до таму се лизгаш, не можеш да одиш. Цел месец не беше мразот стопен. Тие се некои сега таму Чичко Стоилко, сендвичите, нели, ванила, не знам, тие модерни места каде што младите се собираја. И неколку диско клубови кои што работеа во Турист хотел, имаше во Бристол хотел, можам да кажам на задоволство мое големо, 90-тите години некаде, имав чест да го отворам со ножички ноќниот клуб во Метропол. Во ресторанот Метропол, позади беше долу на приземје, во подрум, во подрум. И тој беше така некое свечено отварање. Јас бев тренер на Вадар и Џаро кој што беше главен иницијатор на сите такви настани. Да, Џаро беше човек кој што ако не се појавеше требаше да се измисли, зашто таков човек наистина без оглед на многу позитивни, негативни некои коментари, беше човек како го познаваше од блиску, а ние сме биле години фамилиарни пријатели. За жал, не е веќе меѓу нас, меѓутоа јас со Виолета, со Милица, со цела негова фамилија сум и јас и мојата фамилија сме уште така блиски. Ете, Џаро беше човек кој што ја правеше таа атмосфера, знаеше да запали фитил, знаеше од ништо да направи нешто. Човек кој што ги носеше најголемите музички звезди во Македонија и ќе кажам уште дека немаше модерни сали, значи концертите се одвиваја во Кале, во на Саем евентуално, ако имало, или Саем не функционираше во тоа? Во Кале, спортската сала. На Кале, спортската сала, добро, знам. И универзална сала. Универзална сала, се сеќаваме на скопските фестивали, кои што се уште песните испеани на
тој Скопски фестивал ден денес можеш да ги слушаш со огромно задоволство и сите ние постарите кои што сме доживеале тие години, носталгични на тоа време и подобри ни се тие хитови од многу и странски, и домашни новини, дека дека нема. Се добри, дека нема. Има многу убави хитови, имаме нови звезди музички, меѓутоа тие старите се евергрини кои што ни асоцират на нашето растење и на она што кажавте во Скопје, што ми пробудува прва асоциација на некои убави работи. Уште ќе кажам дека најубав месец за мене без конкуренција. Јас живеам скоро 50 години во Скопје. Значи од 91 до сега. Константно, претходна со и претходно, значи 50 на години. Мај во Скопје е убедливо најубав месец. Мај е месец кога се отвара времето, е многу добро. Јуни веќе средината се празни градот, студентите си одат дома, луѓето одат на летувања надворот. Скопје 2 месеци е доста празен. Повторно се собираат во септември, меѓутоа септември обврските со факултети, со школи, промената на времето не е тоа што е мај во Скопје. Да, во право сте. И мене ми е мај еден од омилените месеци, нели, можности вака за спомени во Скопје. Ништо друго што не смееме да го заборавиме. Вие и приказната Вардар. Иако, кога ќе кажеме Вардар, тоа за сите нас е, не знам, нешто свето, како да кажам. Така е, да. Како вие повлегувањето во Вардар, веднаш тоа се влюбуваш во Вардар, затоа што од надвор, нели, еве јас сум женско дете, така, ние бевме 2 кирки, татко ми наносеше исто така на стадион да го гледаме Вардар. Блок карти, секоја недела не можеше да се пропушти, да не се гледа Вардар, нели, на стадион. Ние бевме во Изерце да пиеме кафе или нели да јадеме, па потоа доаѓаше и тој ни се придружуваше на семеен ручак. Се засакували Вардар веднаш од прва? Вардар се засакува од моментот кога ќе слушаш прв пат за Вардар. Така. Значи, тоа време на поранешна Југославија, луѓето беа поделени во фудбалот, во спортот и во кошарката и во другите спортови, меѓу Партизан и Црвена звезда. И сите беа или за Партизан или за Црвена звезда, некои беа за Динамо или повеќето за Хајдук, повеќето за Хајдук, меѓутоа Вардар беше во срцето. Вардар беше прво како свое, а ова второто беше како сега, например, си за Вардар, ама најуваш и за Барселона или за Реал или за Манчестер или за некои од овие големите клубови европски што се. Значи јас имав задоволство мало, би рекол, зашто потпишав во Вардар во 82 година, кога Вишњевац дојде тренер во Вардар. Потпишав договор со Вардар. Меѓутоа хендикеп мој беше што јас до 27 година мораше да одам војска, а таа ми беше 27 година, 82, јас сум 55 роден и во октомври мораше да одам војска. Имав голема шанса во една генерација на многу млади играчи, да не ги набројувам сега, во еден талас што 15 играчи млади се подмладуваше Вардар, играчи кои што покасно станаа интернационалци и гордост на македонскиот фудбал. Таа генерација 86-та, 7-та, кога го освоија првенството на Југославија. Значи, само што почнав да тренирам и да се спремам во подготвителниот период, во октомври мораше да одам војска, значи тука ми се прекина тој период. Сега се случи нешто, хендикеп од една страна што ме оддалечи од желбата за да се докажам во Вардар, а од друга страна нешто што го обележи мојот живот, средбата со Тања, сопругата. Јас одам војска, кога се враќам од војска веќе имаме ќерката Стефанија, 83-та во јуни се роди она, јас излегов во август и пошто бевме, заради тоа што бевме студенти, она на медицина, јас
во меѓувреме од архитектура се префали во факултет за физичка култура. И ние немавме свој дом во Скопје. Пред студенти Тања живееше кај дедо и кај баба и јас бев под стан, блиску до неа на Партизанска, на првата постојка. И јас одлучувам заедно нормално со Тања, зашто сега сме веќе фамилија, да се вратам во Битола, каде што се нашите и да започнеме фамилиарен живот, зашто не беше сигурност никако јас и да заиграм во Вардар не значи дека јас ќе обезбедам стан, нешто и така натаму. Се тука тој еден гап, како да кажам, од 7 години. Од 7 години во кој јас живеам во Битола. Значи јас завршувам таму, играм за Перистер за 2 години, па почнувам тренерска кариера. Многу брзо млад почнав тренер, со оглед на тоа дека бев специализиран за тренер на факултетот за физичка култура. И многу брзо ги правев тие првите резултати. Веќе бев обележен во Југославија. Станав дел од стручен штаб на млади селекции на Југославија, председател на тренерски одбор на Југославија, меѓувреме како тренер на Вардар и на Перистер. И доаѓањето после во Вардар 91 јануари, практично една нова епоха моја, од тогаш до ден денес сум заедно со фамилијата моја во Скопје и се чувствувам точно дека сите сме повеќето. Скопје се милионски град, порано беше можда 200.000, 300.000. Да. Значи сите од некаде се дошли, тоа воопшто не е битно. Битно е да јас успеав. Јас успеав да се прилагодам во Скопје, да направам големи успеси со Вардар, 5 шампионски титули, 2 купа и едно влегување од втора во прва лига на Југославија, тоа се 8 трофеи. Мислам дека малку може да се пофалат со таков некој успех. И сега дефинитивно Вардар нормално ми е во срцето мене. Јас сум излегол од Перистер од Битола како тренер, шансата ја добив таму. Значи тоа не можам да го заборавам никогаш и двата клуба ги сврзувам некако заради тоа, ако не беше Перистер, јас немаше никогаш да одам во Вардар. И јас сум првиот тренер во Вардар кој што дошол од друг град во Македонија. Значи до 91 година никогаш не дошол тренер од Битола, од Прилеп, од Струмица, сите биле од Скопје. Сите биле од Скопје, Вардарови или од надвор. Од надвор. Ете јас сум првиот кој што дојдов, беше голем ризик за мене. Може да се случи да не успеам, како што се случуваше со многу и други тренери, меѓутоа огромната желба, верба во самиот себе си и веројатно афинитетите што ги имав и квалитетите што ги имав за ова професија, зашто ќе кажам уште еднаш дека никогаш не ја поделив мојата професија со нешто друго, бизнис или не знам нека друга работа. Јас од првиот ден од 88 година кога станав прв тренер на Перистер до ден денес јас сум професионален фудбалски тренер, значи со потпуна концентрација кон работата. И сега да не должам други во овие работи, поважното од се, зборувавме за Вардар. Вардар, ако јас сум работел во 10 држави вкупно во светот, надвор од Македонија. Големи успеси имав и во многу други клуби, меѓутоа ако замислам моето работно место, си ја гледам клупата на градски стадион, стадионот Тоше Проевски, каде што најдолго сум бил тренер на едно место. Да. Има еден или еве два моменти кои што ви се особено драги, на кои што сте многу среќен? Велите повеќе са шампионски титули, влегување од сора повторно и така натаму, нели враќање во лигата и така натаму. Но еве некој миг кој што вам вие во сеќавање, нели врзан за градски веројатно или врзан за Вардар, ајде нека биде Значи некоја цена, нели тоа се спомен. Сите 5 титули се прославувани. Подеднакво важни, така е. Јако се прославувани со музички звезди, со со сите навијачи, со комити. Каде се славеше? Првиот куп кој го освоивме, тоа е првиот куп на Македонија, самостојна Македонија. Игравме против Перистер на градски. Перистер мојот поранешен клуб. Скоро сите играчи мои деца. Само што дојдов јас една година, две
ствари 2,5 години бев веќе во Вардар. И тие мои деца ми беа противници. Во финалето ние победивме со 1-0. Добро. Моја сатисфакција што она што го остави во Перице се презентира како многу квалитет и многу играчи од таму. Ако кажам дека 10 играчи од Перице покасно дојде во Вардар, зборува дека тие сите се докажале како фудбалери. Претседателот Григоров го доделуваше пехарот. Значи цела политичка елита. Никогаш не бил градски стадион така полн како тоа првото финале. И во 85-та минута при крајот на преварот Жанко Савов го даде гол, победивме 1-0. Прославивме во ресторанот на базенот кај Борис Трајковски. Добро, јасно. Знам. Горе тамо, така, во тој ресторан? Да. Не, вие билите сега каде што имаше пута игротека, тоа е мислам. Па веројатно, да, не беше тука на приземјето. Да, добро, јасно. Сеќам беше Драган Вучич, еден од најдобар мој другар беше. Вики Среброва беше. Имаше и многу други. Сеќам ние, ево јас не сум бил напиен во животот, јас не пием алкохол, ретко кога се напивте? Се напив, не викам дека се изгубив, али ако кажам дека броја 35 флаши виски се испија, плюс не знам колку гајби пива и вина, тоа беше првото финале, значи јако прославено. Колку што знам, сега уште се чека за купот да се освои. Така, после колку години треба да? Така Вардар треба? Вардар сега игра финале, со Струга. После 18 години, така е некако, нели? Не знам точно колку години има. Да, 18 години. Јас ги освоив 2 купа од 93-та година и 95-та година, првото беше со Силекс, со Пелистер, третото беше со Силекс на градски. Значи, овие моменти, кажав, првото финале заради тоа што беше прво финале. Затоа што беше амбиент каков може да се види на YouTube, тоа сите може да го видат. Како изгледало? Правиме во Александар Палас промоција на моето враќање во Вардар. 9 поранешни претседатели на Вардар седеа во првиот ред на моето инаугурирање во Вардар. После 2 дена, се колнам, дојвам позив од најголемиот азиски клуб во 20 век. Ал Хилал е клуб кој што нема човек во светот кој што не знае сега Митровиќ и Савич Милинковиќ играат во тој клуб. Тој е еден огромен клуб. Игра в финале на Шампионска лига со мојот клуб Џубило Јапонскиот таму во Ријад. И добриот впечаток што го ставивме ние со настапите во таа Шампионска лига беше причината зашто ме побараја, али 3 дена после промоцијата и сега тој е за секој што работи во фудбалот, тој е таков еден чекор, тој е врв. А јас кога помислев дека ќе ги разочарам 9 поранешни претседатели на Вардар кои ме испочитуваја со радост да ме пречека да се вратам во Вардар, и јас им реков, јас би дошол пешки во Саудитска Арабија, зашто видов кој е Хилал. Меѓутоа, за жал пред 2-3 дена се вратив во мојот Вардар. Со ова само сакам да кажам колку беше не дека Тања, сопругата, не го сакала Вардар и не го проживеела селото во Вардар. Меѓутоа, многу пати знаеше и во Бугарија, и во Јапонија, и во други места, да ми кажи, во Нови Сад, во Војводина бевме, Доро, дали си нормален? Све имаш. Цела Софија не сака. Јапонија, центар на светот. Јас морам да се вратам. Морам да се вратам. Ете тоа е тоа што јас можда финансиски излегов постап, меѓутоа душата ми е чиста и сите знаат дека за сите овие години, 35 години, немам ни една дамка направено, ни едно изневерување практично на љубовта кон и Македонија и Скопје и Вардар. Не спомнам ништо за македонска репрезентација, јас бев прв пат кога се отцепивме од Југославија, година и пол ги правев сите селекции, по уште 4 години повторно нова репрезентација направив која постигна многу големи резултати. Тоа е исто едно врзување со Македонија, со стадионот градски или Тоше Проевски сега.
во кој направивме многу добри резултати, победа со Ирска, со Хрватска трета на светско првенство 1-1 во Скопје, со Истанд и така натаму други резултати кои што исто ги обележија тие мои години живење во Скопје и градски стадиони, Тоше Проевски стадионот. Пак ги викам двете имиња зашто тогаш така се викаше. Тогаш се викаше градски. Така се викаше и јас сум пресеќен што сега се вика Тоше Проевски заради тоа што такво момче, таква личност, мислам дека не сме имали како Македонија поголем репрезент на Македонија и со огромно задоволство го примив јас тоа преименување на градски стадион во Тоше Проевски. Од прилика за кратко време како асоцијации што можам да направам, иначе сигурно дека ми може да зборуваме до утре за моменти, детали во Скопје каде сме излегувале, за што сме правеле, али ете ги нотирав некои. Завршувам со тоа дека Скопје беше како и сите други што ќе го кажат истото, ништо ново нема да кажам, многу позелен. Мене ми се свиѓа Скопје со многу нови згради, со многу нови објекти, многу нови молови, меѓутоа многу би било побаво да имаше повеќе зеленило како што има градски парк, да не биде се зграда во зграда, да имаше малку повеќе зеленило за луѓето да имат кај да излезат, а не да не можат да дишат. Тоа е тоа што урбанистичкиот план на Скопје за жал се промени со афинитетите и со желбите на инвеститорите да градат на секој мало парче, да градат згради, блокови и да се изгуби малце она што ние уште. Сега јас не сум, ќе кажам, ни стар ни млад во една доба на животот во која се уште свежо се сеќавам на такви убави моменти кои што младите денес родени после 85-та, 6-та, 7-та, после 90-та не можат да го дочарат тоа задоволство какво беше да бидеш во Скопје. Ви благодарам многу. Ви благодарам јас.